стари, живи сте здрави. За Тончо и Рајна песна да се прави. Писар од сега другар наш ти иде, песна да ви чуе, со вас пак да биде. Оваа четврта емисија на серијата Штипски филмски времеплов ќе започнеме со краткиот игран филм Состанок од авторот Ванчо Хилјадников, снимен во далечната 1966 година.
Следуваат инсерти од емисијата Штипска серенада, снимена на 28 јуни 1989 година, која никогаш досега не е емитувана. Емисијата е посветена на женската пејачка група Корона под раководство на Мјалче Докузов и на мешаната пејачка група Пензионер под раководство на Стојанче Попдимитров. Во емисијата се подсетуваме и на извесен број штипјани кои одамна веќе не се помеѓу нас. сум инспириран од вашите зборови. За Ново село имам многу слушано од старите пензионери, зашто јас како диригент од 67 година, 68 година, како член на друштвото Ванчо Прке, инспирација добив за лъджите. Напишав една песна која денеска се пее во сите куќи, во сите збиралишта, на сите свадби, на сите веселби, песната за лъджите. Авторот сум јас, зборовите и мелодијата, кој денеска почнавме од јаворот, кој некое време се собирале момите и ергените да се сакаат тамо, да го праваат орото и да биде се највесело. Ја почнавме серинадата и дојдовме во куќата старовремска на Радка Димитрова. А сега покрај нас имаме стар член од градот Штип, Тошо Иванов, да ни каже нешто за нашата свиринада која ова вечер
28.6.1989 година ја направивме во куќата, во убавата куќа на Радка Димитрова, да ни каже неколку зборови, бидејќи тој е член на нашето друштво. Па повелете Тошо. Бидејќи Коле е наш стар член, синот на Радка, и членовите наши изразија желба, поред тоа што Ново село да го посетиме и воопшто во градот културно-уметничкото друштво Ванчо Преке има за цел и другите местни заедници да ги посете, ако прво беше во автокоманда, кај мене Серенадата во склоп на културното лето Штипско. Немаше диско. Еве тука е Тетковече. Немаше диско, тачно. Правихме вечеринки, па од вечеринките после тргнувавме на серенади и така се забавуваше младината. Значи така е било. Да ја прашаме Верчето, наша вечерашна главна артистка во оваа емисија, да ја прашаме нешто за животот, за песната, за оваа вечер. Како ја таа почувствуваше нашата скромна староградска песна? Среќна сум и радосна, што баш мојата ќерка е најдоте. Да. И направете серенада ова вечер. Евчето Канино. Евчето Канино, да. Меѓутоа, Ново село е распеано. Да инспирира на некои спомени. Тоа е полно само со песни и игри. Лош збор за него не може да се каже, обшто за жителите. Така. Значи, се најдобро за Ново село. Фрапирана од друштвото Вргалец. Се најдобро. Ја само замолено извинете. Да, може. Она ми е и колешка, мислам заедно учење учителска и сме собраѓани, растемо едно мало. Јас сам искрено одушевен, трогнат. Чувство побудувам, викам ти, јас сам си мераклија, любител. Меѓутоа, треба да тежиме ние као мештани тука колку останаме. Жал ме што луѓето мигрират, целат се, не подценувам, дојдени, отидени, наши им у Скопје, у Белград, у Стат. Меѓутоа, еден апел преку оваа емисија, преку оваа серенада, до мештаните што доѓат, да тежат да се запазе нараво, менталитето, еснатлако да доминира. Ако ме минеш, а си под мене, добро утро, добар ден, у тај смисъл. Иначе, викам ви, песмите наши са вековечени, рекој ја искрено, без навреда, ни пат да се тичиме Рајна Бурева, Мери Томчо, па широм свето, сите жители, 6 милиарди или колку сме, знаат за тие песми. Ваша сна, Марија Ристова, комшика твоја, да ја прашаме како се свиѓа Ново село, новодојдена во средината на Ново село. Марија? Па 25 години сум тука, немам ништо лошо да кажам, само убаво. Луѓето како ти се бензисува, имате соработка? Да, многу убаво и на работата. Веселаци сме супер. Значи, задоволни сме? Задоволна много. Да. А да ја прашаме, тука е Тодорка Попдимитрова, како помлада членка, гостинка на тетка Радка Димитрова, дали се бенди со серенадата оваа вечер, што е еве повикано тетка Радка Димитрова, да поседува и да ја слуша оваа убава староградска серенада? Многу ми се бенди со серенадата. Да, значи воодушевена сум со серенадата. Благодарам.
Браво, другари, серенадата беше стварно на високо